Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Струшениот здравствен систем во Република Македонија е резултат на 10-годишното владење на Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ. Игнорантскиот однос кон реалните потреби на пациентите и здравствениот персонал е причината поради која што Македонија според индексот на здравствени услуги се најде на последното место во Европа. Македонија според Евростат е на врвот на листата со починати новороденчиња во Европа. Во земјава умираат 14 новороденчиња на 1000 живородени. Катастрофалните услови за лечење на пациентите и за работа на докторите во клиничката болница во Штип е уште една потврда за хаосот во здравството. Најавите за изградба на нова клиничка болница никогаш не се реализираа. Но затоа пациентите и понатаму се лекуваат во мизерни и крајно недостоинствени услови, почнувајќи од недостигот на основни средства, материјали и лекови, па се до преполните болнички соби со 10 до 12 кревети, лоши хигиенски услови, простории полни со мувла. Пациентите кои што боледуваат од малигни заболувања, како и диабетичарите, постојано се соочуваат со недостиг на лекови кои што се неопходни за нивниот живот. Огромен е бројот на оние родители кои што молат за помош за лекување во странство. Клиничката болница во Штип, која што во источниот регион годишно покрива околу 150.000 пациенти, во текот на изминатата година единствено беше простор за дефиле на Тодоров, кој сечеше ленти за отпочнување на градба на новиот објект и промоција на медицински апарати кои што никогаш не беа пуштени во употреба. Ниту една започната работа не го дочека својот завршеток. Таков е случајот и со акцелераторот за зрачна терапија. Се потрошија 630 милиони евра, пари на граѓаните, со кои што ќе се решеа сите здравствени проблеми на граѓаните. Со 300 милиони евра ќе се изградеа 10 нови модерни клинички болници со комплетна опрема и обучени кадри, што на државата ќе ја овозможеше голема финансиска заштеда за лекување во странство. Клиничката болница во Штип можеше да биде една од 10 тие болници. Вакви состојби во здравството и ниските плати се причина и за се поголемиот одлив на здравствените работници надвор од границите на Република Македонија. Дури 200 лекари годишно заминуваат од земјава. На Македонија и недостасуваат 2000 лекари за да може да се постигне минимумот за достапност на здравствените услуги до секој граѓанин. Но за Никола Груевски здравјето на граѓаните не беше важно. За него беа важни само тендерите и провизиите од споменици тешки 630 милиони евра. Корупцијата и криминалот на власта во заминување е на директна штета на здравјето на граѓаните. Почитувани граѓани, кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја превземе одговорноста што ќе ја дадат граѓаните, ќе ги промени приоритетите и парите ќе ги насочи кон решавање на проблемите во здравството во интерес на граѓаните.